Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова. Постапувањето на специјалното јавно обвинителство во случајот Труст, телевизија Нова го смета за директен атак врз незиното работење. Очигледно е дека некому му смета успехот на овој медиум кој за само една година и неколку месеци успеа да стане релевантен извор на информирање. Граѓаните го препознаат тоа. Симптоматично е што СЈО преку истраги и случаи за фирми почна да ги гони и медиумите, како тие да се најголемиот проблем. Инвентивноста на телевизија Нова покажа дека нашите граѓани се жедни да видат и нешто поинакво од она што го пласираат странските фактори преку други медиуми во нашата земја. За подсетување, со одлуката на специјалното јавно обвинителство не се засегнати само 130 вработени во телевизија Нова. Од фирмата Трансмет својот леп го вадат преку 10.000 луѓе. Ваквата постапка на СЈО ја доведува во прашање нивната екзистенција. Сепак вечерва со моите и ваши почитувани гости ќе дебатираме за последниот случај, каков директен или индиректен притисок е врз работењето на телевизија Нова. Со мене вечер во студиото се моите колеги новинари и уредници. Горан Петрески, главен и одговорен уредник на Вест. Добро вечер, вечерва си мој гостин, иако често си домаќин во ова студио. Здраво Билјана, благодарам на поканата и на можноста од ова место да се обратам не само како автор и водител на емисијата Око што се емитува во недела во 2, туку и да поразговараме на тема од која работиме, живееме со години нанасад. Со нас вечерва е и заменикот, главен и одговорен уредник во Сител телевизија Славица Арсова. Славица, благодарам што се одзва на поканата и што си вечерва со нас. Добро вечер, благодарам за поканата. Драго ми е што во овој состав можеме да поразговараме за предизвиците со кои се соочуваат медиумите во ова постизборно лудило во Македонија. Добро вечер и за Виктор Грозданов, поранешен директор на Канал 5 телевизија и поранешен прв човек на Асоцијацијата на приватни медиуми. Добро вечер. Ја веднаш да го поздравам господинот Владимир Милчин. Му направив еден мал спин дека он ќе ни биде главна тема на вечерашнава дебата. Му кажам дека нема ни име да му спомнеме понатаму. Благодарам што не нарече дрсловци на неговиот фејсбук статус. Ја ќе му одговорам исто на фејсбук што мислам јас за него. Ќе дебатираме. И исто така сум член на Централен одбор на ГРОМ. Као политичар се. Со нас вечерва и мојот колега и уредник на внатрешно-политичката редакција во информативната редакција на Македонската радиотелевизија. Зоран, добро вечер, прв пат си во нашето студио. Добро вечер, гледам на вистина дека е професионална атмосфера овде во студиото, добро се работи, тоа е, па сега ќе се обидеме некои работи да расветлиме колку што можеме повеќе во еден постизборен и пред изборен период, онака како што можеме објективно и професионално. Телевизија Нова изминатата година, сакале ние да го признаеме тоа или не, навистина постави нови стандарди. Телевизија Нова е првиот информативен канал во Македонија. Кому тоа му пречи? Дали последниот случај со СЈО можеме да го наречеме дека е директен атак врз медиумот? Горан. Прашање за мене, ја мислам ќе дадеме предност на Славица како единствена дама од гостите. Не повели родово сме рамноправни, не е никаков проблем. Да, секако дека последниот случај што го отвори специјалното јавно обвинителство, односно особено наредбата за притвор на сопственикот на телевизија Нова, не е ниту случајно, ниту како да кажам, ниту случајно, ниту во овој период ненамерно случајно, но ја морам да ве потсетам дека пред СЈО да го отвори случајот Труст и пред да биде распишана, да биде дадена наредба за притвор на сопственикот на ТВ Нова, специјалното јавно обвинителство влезе во, односно побара документација на индиректен начин, изврши притисок и врз други медиуми во Македонија. Влезе во МПМ, најголемата новинска издавачка куќа во Македонија, влезе во две или во три од петте најгледани, најмоćни, најдоверливи телевизии, со најголема доверба телевизии во Македонија. Така што ова што се случува во ТВ Нова сега е само врв, односно последна станица, најнова станица, но не и последна станица во обидите на СЈО да изврши притисок врз оние медиуми кои критички го обсервираат незиното работење. Саси, дали ова може да го толкуваме дека очигледно на специјалното јавно обвинителство подпалка на Катица Јанева, која, како што вели нашиот колега Горан, критички обсервираме ние како медиум, вие, уште неколку медиуми незината работа, ова е реванш на некој начин. Видете, целата ситуација е особено сложена и доаѓа во еден многу сензитивен период политички.
Многумина очекуваа дека со изборите на 11 декември политичката криза ќе добие некаква завршница и дека ние сега ќе бидеме во една фаза во која ќе има обединување, во која ќе има смирување на тензиите, кои што не само нас новинарите како секојдневни луѓе кои што секојдневно ги следат настаните, не истоштија, туку и генерално граѓаните, економијата, бизнисот, ти Билјана најдобро знаеш колку сериозни последици тоа имаше. Но за жал не беше така и постизборно ние гледаме дека кризата продолжува и се продлабочува и во еден вака сензитивен момент дополнително се комплицира состојбата кога се атакува врз независните медиуми, односно кога се прави било каков директен или индиректен притисок врз нивното работење. Ние мораме целата слика да имаме предвид кога го анализираме ова. Дали е нужно во ваков период кога ние не знаеме во Македонија како, кога ќе се формира новата влада и медиумите како еден контролор на целокупното општествено функционирање да бидат ставени во некаква неизвестност. Дали е сега толку неопходно новинарите да чувствуваат дополнителен страв и дополнителна тензија кога ние треба да бидеме оние кои ќе го обсервираат целиот овој процес, вклучително и работата на специјалното јавно обвинителство, кое што беше една од клучните институции кои што произлегоа од Пржинскиот договор и кое што сега е прашање дали ќе добие продолжување на мандатот. Да, уште 2 месеца е мандатот на ова специјално јавно обвинителство, а можеме да видиме дека силно отвараат нови случаи, особено последниот кој директно е поврзан односно со нашиот собственик Сеат Кочан, кој никогаш не влијаел ниту на уредувачката политика, ниту пак како било се мешал во работата на телевизија Нова, но ете со овој случај Труст индиректно сакаат да се заплашат и медиумите, односно медиумот чиј собственик е тој. Значи, нема да го коментирам специјалното јавно обвинителство, значи, ќе ви дадам професионални аргументи, значи, на овие 15 години обсервација, што се случувало, како се случувало, што се сакало да се направи. Се слагам со колегите дека не е само ТВ Нова, се сака се влезе и во Канал 5, и во Сител, во Нет през веќе подолго време. Апсолутно се нема сенс дека вика влезе на СЈО во еден медиум, каде што веќе рекламните агенции се јавуваат, ако е тоа така, тогаш ние ги напуштаме парите и тогаш овие луѓе, тоест вие како колеги, ќе немате како да земете пари. Никој не може да разбере дека еден газда во овој случај Сеат Кочан, како најистакнат случај во овој момент, значи ја стварно не знам ни дали е во Македонија, ни дали е на службен пат, ни дали е во некој хотел, ни дали се крие или не се крие, ни дали е крив или не е крив, дали проневерил или не проневерил пари. Не знам зашто му е одреден 30-дневен притвор, но едно да знаат политичарите. Сите од прв до последен, без разлика дали е позиција или опозиција. Кога ти ќе се извадиш од джеп 2 милиони евра да го наприш ова овде, кога ќе извадиш пари од джеп, бидејќи ова е телевизија која што се етаблира, за 130 вработени во просек е вака на некои 800 евра бруто плата, помножено по 12 месеци, тоа ќе искочи нека извонредна сума, тогаш дојдете, па кажувате како тоа функционира. Тоа е првата работа. Втората работа што политичарите се тотално, нема тотални познавања за медиумите, значи фул сервис медиумите генерално во светски рамки полека почнуваат да се развиваат, да прават дополнителни сервиси. Во Македонија тоа не им се дае можност на оние кои што веќе беа етаблирани, се создаваат медиуми кои што се директни како вас, значи информативни, може утре детски, па спортски така натаму и кои што ќе си го најдат своето место на пазарот. За да можете да зборувате за вашата ситуација, многу треба да читате внимателно што имаат напишано господата кои што сакаат да бидат власт, значи се или мандат во покушај, значи во нивната програма пишува вака. А вие како сакате разберете ме. Вика, доколку дојдат на власт, ќе донесат закон за нематеријална штета од 1 евро за клевета и навреда. Тоа значи дека ако они утре дојдат на власт, утре за Сеат Кочан ќе може да извадат што сакаат, како сакаат и да тоа бидат такви бомбастични најави без проверка на факти. Затоа ви реков, не знам кај е човекот. Дали ме разбирате што? Значи тоа е смислено све. Значи тоа нема ништо случајно во целата оваа приказна. Што се однесува до другите колеги, за другите медиуми.
Јас сега ќе му давам збор на господин Богатинов. Ме интересира како они се снаоѓаат во македонската радио и телевизија, бидејќи јас имам некаква соработка со нив, каде што, значи, во одредени ваши, да речем, конкурентски медиуми се кажува дека во македонската радио и телевизија иде Маријан Цветковски и се заканува на сите вработени, ако ме сменат мене од директор, што не може да го сменат никако, дека нема да ви дадат плата. Тоа е сега нивната филозофија. Значи, ова не е ништо случајно. Не очекував од поранешен директор на АПЕМ да коментира петпарачки приказни во некои петпарачки портали. Барем таму беше пласирано и убаво кажа дајте му збор на Богатинов. Зоран, доаѓаш од Не е тоа јавниот петпарачки, сервис? значи не 24 вести не е петпарачки. Доаѓаш од Ја го на јавниот портали сервис? Си поминал буквално низ сито и решето во твоето... Повеќе сите од колку решат. Си известувал и од избори, од земјава, но од многу далечни дестинации, се известувал и од воени жаришта, како од оваа временска дистанца гледаш на состојбите и во медиумите, и во политиката, и дали може да сублимираме дека телевизија Нова е трн во око на одредени центри на моќ? Сега вака, јас мојата кариера почна 85-та година во македонската телевизија и нема да се враќам сега од Дедо Ное за да кажувам што сум работел и така натаму. Сум поминал се, не сум апологет на никого. Мене главната максима во животот е да видиме колку вредиш, покажи се сега и тоа е тоа. Значи, професионално секој може да работи или да не работи. Објективната информација денеска малку повеќе или помалку е заборавена. Јас доаѓам од јавен сервис, кај што гледаме да ги видиме сите страни, колку што можеме неколку пати да ги провериме информациите и така натаму, додека не отидеме со нешто за да можеме да го објавиме. Не велам дека сме совршени, секогаш постојат некои утки по нас, по наше кажано, меѓутоа се трудиме. Сега последниве еве и неколку години и претходно сме го правеле тоа. Некојаш дури можам да кажем и претходно пред 91 година имаше и повеќе објективност и професионалност во информацијата, да речеме здраво карање, што се вика, додека не дојдеме до некоја точно известување и така беше. Тоа се гледаше на програмот. Сакам да кажам една друга работа. Значи, прво и основно, се повеќе, независно што доаѓате, вие сте ја можам да зборувам како дел од јавен сервис, вие сте приватни медиуми, тука има голема разлика. Значи, се повеќе има комерцијализација на информацијата. Таа комерцијализација на информацијата ме доведува до ситуација да ние сега ја имаме оваа ситуација каква што ја имаме сега. Втора работа е што, например, многу е важно да се каже дека во Македонија постојат многу медиуми. Знаете, и богатството не е секогаш демократија. Ние сме мал пазар пред се и тој мал пазар не може на овој или на оној начин да ги исплати професионално луѓето што работат во самите медиуми, од кои што зависи на крајот на криштата дали ќе пуштат во етер или нема да пуштат во етер информацијата, независно дали е печатен или дали е овој друг медиум, нели електронски медиум. Или овие сега што се најновите портали кои што навистина никаде не се контролираат во Македонија. Сега не сакам на никому да му навлегувам во позицијата, меѓутоа сакам да кажам дека и таму мора да има професионализам, затоа што како што вика едни колеги од пред 20-30 години, медиумот го меси јавното ткиво, односно свеста и совеста во определена држава. Оно што ме прашавте за вашиот медиум, тука исто не можам да кажам, можам само единствено да кажам нешто. За секого постои она правило пресумпција на невиност. Значи, за никого не може да му се кажува дека е невин или е виновен, се дека тоа не се докаже на суд. Ова сега што се случува, може да се каже дека и претходно имаше и такви обиди и така натаму, да има удар врз демократијата. Демократијата сепак треба на овој или на оној начин благо да се разбира. Знаете, за да можете да ја применувате, вие на овој или на оној начин треба да ја восприемате, треба да ја анализирате, да не ја комерцијализирате толку колку што може да се комерцијализира, знаеме дека се комерцијализира, и на крај да можете да ја емитувате. Тоа е демократијата. На овој или на оној начин, независно од која сфера станува збор. Значи, може да се зборува за социјална, може да се зборува за
не знам, вработување, не знам, за политика, за економија. Меѓутоа, во секој случај, таа треба на овој или на оној начин да се разбира професионално. Јас видов дека сега во последниве, особено месеци, па и предходно, 2,5 години, како што ние веќе имаме криза, веќе она наметната можеби криза, дефинитивно, дека се наликува на нешто што би се рекло еден вид специјална војна. Тоа се събираат само различни инструменти. Не знам дали од оваа или од онаа страна. Сака да додаде нешто Грозданов во однос на специјалната Јас сакам војна. да прашам нешто. Имаме Да. како Може е право на според реплика деловникот, и контрареплика. според деловникот на работа на ТВ. Не значи дека сум во право. Едно излагање. Имаме по право две на минути, излагање нека. по 5 минути. Реплика по две. имаш Не, 5 право минути е по... многу, но може по Само две. сакав да го Реплика потсетам имаш господинот Богатинов дека во 2004 година, кога беше некој сосема друг на раководна позиција во македонската радио телевизија, кога зборите за комерцијализирани вести, беше донесен заклучок дека новинарите од македонската радио телевизија може да се занимаваат и со маркетинг. Тоа значи, вака во превод за граѓаните да сватат, тоа се вика директен новинарски рекет од страна на македонската радио телевизија. Така да не забораваме што све се случило. Тоа се Меѓутоа, не реков ефемерни. дека сте вие. Да, не се Бегате од разберем. темата и ви, Не, Грозданов зашто? и Богатинов. Не, ефемерни се работите во секој случај, знаете што, јас ви кажав, Само да ме подсетам. професионално Малце ќе збориме работиме со што било, затоа што некој сака да кажува дека све започна од 2006 година, Не, све не, не. започна од Добро, не зборам за евидентна вас. и сликата и Имаме реформата која што се ние случила во континуитет Марата, имаме. тоа можат На овој или на гледачите оној да начин го континуитет. Не збориме за забележат. Маратон, Така е. збориме за општата медиумска слика, бидејќи следното прашање од тука кога го читам вика спонзорирани со странски пари. Не, сакав да го прашам Горан ако нема нешто да додаде околу излагањето на Богатинов. Ти спомена и во првата твоја изјава дека специјалното јавно обвинителство не е само овој случај поврзан индиректно или директно со телевизија Нова, влезе во МПМ, влезе во Канал 5 телевизија, во уште неколку други медиуми. Зошто за специјалното јавно обвинителство не се интересни медиумите кои се финансирани од странски пари? Ние прво немаме информација, туку имаме полуинформација каде специјалното јавно обвинителство влегло, побарало документација, отворило истрага или предистражна постапка. Немаме Да, официјална јас информација. побарав да имаме представник од СЈО, од петокот комуницираме со нивните портпароли, тие велат дека не учествуваат на дебатни емисии. Да имавме тука представник од СЈО, ќе беше поинтересна дебата, ви ќе можевме директни одговори од нив да слушнеме. Сега одговорот би требало да биде во насока на критика на специјалното јавно обвинителство и тоа повеќе политичка отколку новинарска, бидејќи специјалното јавно обвинителство на два месеци и неколку дена до истекот на мандатот не отворило ниту една. Ај да ги забораваме на кратко медиумите и да ја проанализираме работата на специјалното јавно обвинителство во изминатата година и нешто. Специјалното јавно обвинителство е државен орган, формиран со одлука во парламентот, со мандат од 5 години и со рок од година и пол за да ги отпочне истрагите, што ќе ги отпочне. Едната од четирите партии јасно стои на ставот до денеска дека не се согласува со продолжување на мандатот за отворање на истраги. Значи до 1 јуни, колку што знам јас, рокот кога специјалното јавно обвинителство треба да отвори истрага. До сега нема ниту една предистражна постапка, ниту истрага за ниту еден функционер на ДУИ. Така што лично јас повеќе го гледам специјалното јавно обвинителство како специјално антивмровско обвинителство отколку специјално јавно обвинителство. Ако Македонија сака да расчисти со криминалот и треба специјално јавно обвинителство, но веројатно ќе треба да се промени нешто во составот таму, да се обели образот и да се поправи имиџот на тоа специјално јавно обвинителство, бидејќи не може на 2 месеци до крајот до истекот на мандатот да нема ниту една истражна постапка за отворена истрага за функционер на ДУИ. Не верувам дека од тие 650.000 разговори колку што и беа предадени на Катица Јанева, нема навод или нешто што би требало да сугерира дека има незаконско работење во функционерите на ДУИ. Но бидејќи сега Ахмет и неговата партија се куклата од насловната страница и се најважни во изминатите 2 и кусур месеци, ДУИ е на страна, ДУИ не се чепка, се гони криминалот само во редовите на ВМРО ДПМНЕ. Ако Македонија сака да расчисти со криминалот, треба да се чепне и порано, не само во изминатите години, и не само со прислушкуваните материјали, туку и порано, со приватизацијата и сето тоа, но за тоа ќе треба нов состав на специјалното јавно обвинителство. Вака како што е, подобро е што побрзо да заврши, бидејќи ова е само
една фаза од оваа политичка фарса што на Македонија се случува последните 3 години. Цаци, ке се сложиш дека е симптоматично затоа што СЈО нема отворено ниту еден случај за функционер или пак некој член на Демократската унија за интеграција? Јас би малку и пошироко тоа би искоментирала. Значи не само дека нема предистражна постапка за ДУИ, нема за ниту еден друг представник на било која Друга политичка партија. Земајќи предвид дека да ДУИ и ВМРО ДПМН беа поранешни коалициони партнери нели во владата. режимот, односно ДУИ и ВМРО ДПМН се двата коалициски од 10 годишно владење на ДПМН и ВМРО ДПМН, ДУИ е 8 години партнер. Така е, но имаме ние и локални власти за кои што предпоставуваме дека постојат разговори во оние предадени материјали до специјалното јавно обвинителство кои можеби содржат наоди дека и за нив треба да има постапки, меѓутоа нели ние тоа не можеме да го знаеме, но она што го знаеме е дека специјалното јавно обвинителство нема покренато ниту една постапка за ниту еден друг функционер кој што бил во тие прислушувани разговори, иако и самите функционери од СДСМ тврдеа дека биле најприслушувани. Всушност е дека најголем дел од разговорите се однесуваат на нив. Да, но не слушнавме дека нивниот лидер, опозицијскиот лидер Заев, пушти некој од тие разговори да слушнеме. Имаше пуштано некој со детето кај што разговарал, но немаше некој од тие како што ги пушташе за Во поглед на селективноста при објавувањето на прислушуваните разговори, мислам дека веќе јавноста е многу свесна за начинот на кој што сето тоа беше направено во тој период. Меѓутоа, сега од оваа перспектива, нам не е важно што се содржат тие разговори и за кого се всушност има некакви индиции за сторени кривични дела. Од оно што политичките партии во моментов го пласираат како нивни ставови, повеќе од јасно е дека без согласноста на ВМРО ДПМН специјалното јавно обвинителство не може да добие продолжување на мандатот, бидејќи со самиот договор од Пржина е утврдено дека е потребен подписот на 4 политички партии, но како што гледаме, ова е еден конфузен период на политичката сцена, па не може ни да се предпостави како ќе се одвиваат работите во период. Грозданов, ти си долго во медиумскиот бизнис. Реков и во најавата, беше и поранешен директор на еден медиум на телевизија Канал 5. На 3. Добро, сепак ги застапуваше, беше прв човек на Асоциацијата на приватни медиуми. Од оваа временска дистанца и малку ретроспективно, ако ги гледаш работите, успеа ли медиумите да пласираат содржини онакви какви што заслужуваат македонските гледачи? Значи, медиумите како медиуми се трудат онолку колку што им се даваат можности да бидат интересни за слушатели, гледачи, читатели и така натаму. Најголем проблем во оваа држава е тоа што не се изградија личности кои што ќе знаат да ги предупредат медиумите што носат новите текови. Например, сега јас извинам на сите кои што работат во печатени медиуми, јас во 2005 година добив од сериозен институт анализа дека последниот дневно-информативен вестник, значи дневно-информативен, ќе излезе во 2020 година и дека сите дневно-информативни вестници полека треба да се пренасочуваат кон веб-сајдови и сите кон интернет страници и сите други кои што би се јавиле како информативни агенции на интернет дека треба да влезат под принцип на регулатива и каде што ќе треба се носат закони за рекламирање и така натаму и така натаму. И сега тука доаѓаме до прашањето на до одговорот на вашето прашање. Значи, луѓето кои што добиваат странски пари. Ајде тоа што зборат дека нели Груевски старте крив, по него е и така натаму. Значи го нарушуваат бизнис климата нарушуваат. Значи, ако на мене ми даде некоја странска организација 100.000 евро за ја да обстојувам, и јас од тоа платам, сите трошици ги платам, не може ја да се појавам на пазарот, каде што да речеме господја Славица иде со своји пари, да се појавам ја да дам реклама за 50 евра, а незината минимална цена е 500 евра. Зборам како примери сам. И тоа државата рече, па знаете демократија. Па знаете тоа конкуренција на пазарот. Државата воопшто не разбира, не само за Македонија, ви зборам воопшто во Европа. Еве ќе ви дам еден пример. Финска инвестирала во мобилна телевизија. Најмногу развиена. Во Норвешка, значи тоа се 3 држави една до друга. Во Норвешка се читаат вести исклучиво од интернет
а во Шведска 80% од населението се информира од вестник. Се трите се тука една до друга, секој различно се Да, развивало. но кај нас се уште гледачите според сите испитувања и анализи најмногу им веруваат на традиционалните медиуми, ако брзината е тука и на интернет порталите, се така. слагам, меѓутоа, кога сега ова е веќе поширока, јас ќе гледам да се сконцентрираме во некои други делови. Значи, ако луѓето кои што даваат пари за така наречена демократија, да кажеме, ете, нели се случува фашизам, кога го рушат, треба да разберат дека тоа може да ги даваат парите за заштита на новинарите. Како што јас денеска сум усебил на господин Борис Дамовски, ја земав оваа мајца, за утре да се јавувам на протестите кои што ги организирам како граѓанско здружение, јас ќе стојам до новинарите, па ако ги напаѓаат, нека ме тепат и мене. Сега, тоа е, значи, од таа причина сум ја земал мајцата, бидејќи јас сум од политичка партија, рековме нема политички збиднувања. Само го дав како пример. Значи, сам да ви објаснам, во Македонија, секој кој што бил функционер, значи, буквално, од првиот Љубомир Јакимовски, до овој момент, до овој сега што е, со се сите внатре, освен стручните служби во некакви регулаторни тела, ја ви гарантирам да им поставите 10 прашања за европска регулатива, ќе ви одговорат на -1. Не знаат. Ова најодговорно го тврдам. Ја ви тврдам дека доаѓа луѓе, криминалци во оваа држава, кои што им викаа спортските права не се авторски права. Да, не се авторски права, се ексклузивни права. Јас сум ги купил за ја да ги емитувам во Македонија. И нашите правници кои што го работат тој дел, хете гледаш странецот, така ни каже. Така се однесуваме ние во тој дел. Така, ги спомена Виктор и новинарските здруженија. Од ЗНМ Не Молк... сум ги спомнал, Добро, ама ќе ги спомнам. начина. Ако ќе се развие дискусијата, од ЗНМ Молк за случајот Труст и за притисокот врз телевизија Нова, единствено во петокот попладне соопштение испрати МАН. Но верувајте ми дека многу беше тешко да се поканат, а и да се одзват на поканата наши колеги, новинари, уредници, членови во новинарските здруженија, да дојдат и овде отворено еве да подискутираме. Се плашат новинарите? Нема доволно храброст да ги поддржат конкурентските медиуми, колегите? Мислам дека се нема да бидам толку долг. Мислам дека во напливот на повеќе информации, во напливот на многу политика, во напливот на некои, што би се рекло, да речем и политички, економски удари, она што треба да се известува, нели? Самите новинари немаат и многу време да се придружат кон матичната организација, што беше порано. Еве, јас бев член на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Јас се бунтував за една друга работа, сега ќе ви кажам малку друго е. Меѓутоа се бунтував заради тоа што немаше награда повеќе Крсте Петков Мисирков, што мене ми пречеше, бидејќи 97 година ја добив таа, заедно со Атанас Кировски, ја делевме. Меѓутоа, тогаш направија и ова на албански јазик направија, од оваа година почнаа пак повторно. Сакам да кажам, полека се инсценираат некои работи во политичкото милје, воопшто, во општественото милје на државата. Новинарите не се страшливи. Тие се сепак, меѓу другото, и луѓе. Јас можам да ви кажам за себе, можам да зборувам, бидејќи сум поминал многу работи. Мене лично да ви кажам, би било мило некој да ме удри со јарбол каде што има македонско знаме. Тоа е тоа. Може би ќе се сетам нешто дека треба да напишам. Не сакам да зборувам против новинарот што бил. Јас него не познавам човекот. Тоа важи исто и за другите од другата страна и така натаму. Се шегувам сега, нели, нормално. Меѓутоа, да ви кажам, треба да се внимава секогаш што се известува. Основната задача на која што сме пратени ние, таму, на лице место, што повеќе да ги собереме информациите, да купиме и најдобро, најпрофесионално да ги продадеме. Затоа што информациите, знаете, самите се продаваат. Меѓутоа, она што го гледам денеска е се повеќе случаи така изолирани кои можат да внесат, што би се рекло, смут, неразбирање меѓу обичниот народ. Знаете, кога праќате порака за удар врз новинар, еве јас ќе ви кажам, колешката Наташа Гркова Петрушевска исто беше
рангирана при известување од протести. Мислам дека шарена револуција беше така, и Дарко Јаневски, снимателот од македонската телевизија, за тоа напишавме и допис и немаше реакција. Значи, мора секогаш да се постави еден баланс, една рамнотежа, дека не може да се напаѓаат луѓето по оваа или по онаа основа. Ако тој припаѓа на оваа политичка или онаа политичка Да, провиненција. Зоран, но нема трпение. Можеме се повеќе сме сведоци на таа поделеност, особено во новинарската фела. Уште ова ќе додадам, само да не се испраќаат погрешни пораки до гледалиштето, читалиштето, како се вели, спектаториумот или аудиториумот, да не се испраќаат погрешни пораки, бидејќи нападот, ви кажувам, врз новинарот е напад и врз демократијата, па после се јавуваат некои странски издруженија и така натаму и така натаму. Па добива регионален контекст кризата, па добива геополитички контекст, па еве во Македонија нема демократија. Македонија е млада држава, оваа година 25 години прави сребрен јубилеј, и наместо ние сега да го прославуваме тој јубилеј оваа година, ние се расправаме со работи кои по фудбалски начин кажано ги кршат колениците. Куса пауза правиме за реклами и продолжуваме со вечерашната емисија. Гледајте не. Назад сме во отвореното студио на телевизија Нова со моите и ваши гости, колеги, новинари и уредници од повеќе медиуми, како и поранешниот прв човек на Асоциацијата на приватни медиуми. Зборуваме за работењето на медиумите, улогата на телевизиите, но и последниот атак кој го чувствува телевизија Нова со случајот Трус кој го отвори специјалното јавно обвинителство. Во претходната дискусија Зоран начна за стандардите, но и за поделеноста во новинарската фела. Горан, има солидарност, лицемерие или навистина новинарите се етични? Зоран овој пат имаше одлична поента според мене во обидот да каже дека или сме новинари секогаш кога сме на задача, кога сме на работа и без разлика за која куќа и каде работиме и како ние ја гледаме вистината, нели? Вистината има повеќе страни, повеќе опции и секој може различно да ја гледа. Всушност поентата на демократијата е тоа да можеме сите да размислуваме на како сакаме и да ја гледаме вистината со своите очи. Но кога се работи за новинар како професија, не смее да биде нападнат, односно одговорот на фелата треба да биде еднаков, без разлика дали е нападнат новинар од една или од друга куќа. Ако бил нападнат новинар за време на шарената револуција, сите новинарски здруженија би требало едногласно да го осудат тој напад и да реагираат и да застанат во негова одбрана. И обратно, ако новинар на жолто-црвената револуција бил нападнат, осудата треба да дојде од сите здруженија од фелата. Инаку, се работи само за двојни стандарди, се работи само за лицемерие, се работи за она што не прави кршливи, податливи на влијание од секаков тип, политички, економски, и да не очекуваме дека некој друг ќе ни ја донесе слободата. За слободата ако не се избориме сами, а сами можеме само ако сме поединствени и поздружени. Вака како што сме сега раситнети на милиони, тешко ќе се избориме за слободата, а уште потешко ќе ни ја донесе некоја нова влада. Цаци, како да се обединат новинарите во Македонија? Сакав да се надоврзам ова Горан што го коментираше. Наша работа како новинари не е да му се допаднеме на овој или на оној кампус. Наша цел кога тргнуваме на некој настан не треба да биде да бидеме добро прифатени на црвено-жолтата или на шарената револуција. Ние известуваме за вистината онаква каква што е. За жал имавме во изминатиот период и одредени идеи за некаков квази баланс, некаков изнасилен баланс во медиумите. Наша работа не е ниту тоа. Наша работа е професионално, согласно стандардите, да известуваме за ситуацијата онаква каква што е во моментот. Поделеноста постои, е огромна. За жал, постои поделеност помеѓу новинарите по сите буквално основи, особено врз основа на тоа од која медиумска куќа доаѓаш. Точно е дека имаше напади и за време на шарената револуција, за жал гледаме дека има одредени напади врз новинари и во последните денови, и мислам дека треба конечно да бидеме единствени, дека нападот врз еден новинар е напад врз нашата професија и напад врз слободата и демократијата, и треба конечно да сватиме дека само заедно и со заеднички отпор кон ваквите појави можеме да одиме напред, можеме да си одбраниме својата професија. Ни требаат ли посилни новинарски здруженија за да се справиме со оваа поделеност, притисоци, но и со ова лицемерие?
Значи вака, кога збориме за мене ми прво жал што се поделени новинарите по здружение, иако нигде не пишува дека не можеш да имаш 2, 3, 5 и така натаму. Тоа се клубови кои што така ги третираат на секаде. Тоа е клуб каде што некој се грижи за мојот интерес, да кажеме, како некакви синдикати. Мене ме интересира една работа. Насер Салмани е председател на ЗНМ. Дава политички изјави, кои што директно атакува кој со кого треба да прави коалиција и дали требала некоја партија да биде на државна власт, а другата да биде на локална. Значи, он се однесува тотално политички. Многу ми е криво што дел од мои лични пријатели, кога зборам лични, на сериозно лични, се однесуваат како ноеви кои што ја забиле главата во песок и не реагираат на однесувањето на Насер Салмани. Значи, јас сум бил директор во АПМ, ја не сум смел политичка изјава да дадам. Давам и си одам одма дома. Значи, така ти пише у договорот. Ти можеш да лобираш од една, од друга страна, да се грижиш и така натаму и така натаму. Сега ќе се вратиме на Труст. Кога имаше во МПМ штрајкови и нели го напаѓа господинот Петрески дека е дел од фашизоидната власт, Насер Салмани чаусиди се едни до други. Тука дојдо? Не се сеќам да ги видов тука. Зашто не се тука? Зашто не се заврзат со ланци овде и да штрajкуваат со вас, бидејќи ако го затворат Сеат Кочан и ако он не може на вас да ви даде пари, вие останавте без плати. Многу едноставна работата. Кој ќе ви даде на вас пари? Вие сега се етаблирате. Ја затоа ви реков, човекот вади пари од джеп. Тоа е многу сериозна работа. Може би човекот си има свој план дека за 5 години ќе достигне 10% гледаност и парите ќе ги враќа во наредните 15 години. Тоа е бизнис план. А сега вие на почеток, ако ви го опсат газдата, или треба некој нов газда да се јави за да ви даде пари, или останавте без пари. Реално на маркетинг колачот вие сте многу мали. Реално се да збориме. Не можете ни да помислите да бидете дел од Цител. Од 10% од Цител да бидете. Добро, Ја ве прашам, само една година, апсолутно. Не, добро, значи збориме... Да, знаеме, сите сме биле, долго време сме во медиумите, колку време треба за да се подигне професионално медиум. збориме, не дека сте вие нешто назадни како медиум, тука едноставно дори се стекне доверба, навика, гледаност и така, тоа е наука. Ја ве прашам, дали професионалните здруженија, ЗНМ и синдикатот, касика на новинари и медиумски работници, дали нивните лидери дојде овде да ве прашат. Јас кога нападна Борен Јовановски, лично ја Виктор Грозанов, му се јавив. Прво му реков, ако имаш било каква потреба, значи ја не ликувам, не му реков ни солидарност, туку искрено го мислам тоа. Ако те нападна следниот пат, јави ми се прво на мене, ми треба до 3 до 10 минути да дојдам, па ја со тебе, па нека ме тепат и мене, се што да правам друго? Значи, ме разбирате, луѓето мора да разберат дека ако сакаш да се грижиш за медиумите, мора да даваш квалитетни решенија. Не осуда, добро го осудивме нападот, добро го осудивме притворот, добро го осудивме не знам што. И што ти осудивте, мислам, зборам, значи ако сакаш да збориш за лоби групи, ЗНМ, МАН, синдикати, какви да се здруженија, тоа се лоби групи. Разговараш исклучиво за правата на тој кој што до тебе. Да стасаме на тема телевизија нова, за да стигнеме до тоа што е денес нашиот медиум, прв информативен медиум во Македонија. Целиот тим, целата екипа која што е во телевизија нова, вложи на вистина огромен труд и енергија. Во живо бевме од многу големи светски настани, каде што се случува и низ Европа, и низ светот. Буквално имавме интервјуа со многу државници, странски амбасадори, многу видни луѓе. Дали целиот овој труд, мислам, се покажа дека е исплатлив, затоа што на вистина на гледачите им значи ваков тип на информативен медиум, но дали после вложеното, после подемот кој се случува на телевизија нова, ова е повторно обид да се замолчи куќата? Па сега, како јавен сервис, ако ме прашувате, јас има по-релевантни фактори кои можат да одговорат место мене. Лично како новинар, како Зоран Богатинов, јас не сум се соочил со овакви, да речеме, странични удари или директни удари. Имало стили харибди во моето известување, сум бил и во некои политички клинчови и така натаму, и секогаш велам, сум си велел една работа, она што не може да те убие, ќе те направи посилен. Да знаете, тоа е, секогаш треба да се продолжи, да се биде отпорен на некои, да речеме,
лево или десно ориентирани политички страни и да се направи максимум колку што може да се биде објективен, навремен и така натаму и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа е ова што го гледам со некои, да речеме, притисоци политички или што се случува. Тоа не е новина во Македонија. Го имавме 95-та година со паравојска, го имавме потоа со на сина птица, плава птица, не знам каква птица. 2001 година имавме мафтање со ЦД во собрание, потоа имаме сега оваа година исто така нешто. Знаете што? Ние не мораме да зборуваме. Јас кога ќе ме прашат која партија си, сега ќе се декларирам јавно, јас велам партија Македонија. Зошто? Затоа што секогаш сум работел, сум гледал за оваа држава предходно, пред се, и тоа е нормално, семејството, треба да ги подигнеме поколенијата, вашите вработени истото тоа треба да го размислуваат и така. Основната работа е што сакам да кажам, дека треба сепак малку повеќе да се даде од себе за оваа држава и во известувањето, и да се размислува малку визионерски, да се размислува малце пошироко, отколку да се биде вака, да речеме, стеснат, ускогруд, да се гледаме преку плотот од едната страна, од другата страна на оградата. Знаете што? Македонија е многу мала земја. Барем така не учеа од 91-а навака. Има многу медиуми, професионално гледам дека има многу медиуми. Има, повеќе знае веројатно господинот Грозданов, има 130 или повеќе од 130 радиостаници. Има над 40 на медиуми кои се електронски, односно телевизиски. Тоа е многу за Македонија, знаете, тоа е тоа. И затоа треба нешто да се сублимира и да се каже, затоа што вие имате едно информативно небо. Јас се обидувам сега да бидам над ситуацијата. Јас не поддржувам никој да се окривува предходно додека не му се докаже дали е виновен. Навистина дали е виновен, а за тоа постојат судски инстанции. Јас не сум правник. Горан, имаш ли чувство дека во Македонија стана греф и луксус да се биде патриот? Дали сите оние преноси во живо кои што ги прави телевизија Нова, особено од овие последни протести, некому му пречат? Добро, да си патриот тоа е повеќе интимно чувство, односно чувство секој различно си го доживува патриотизмот и си ја чувствува љубовта спрема татковината. Некој реагира, се ежи кога ја слуша химната, некој се радува кога шета низ Македонија, некој си ја фали земјата кога патува надвор и ја представува во најубаво светло. Извини, ќе да прекинам само. Имаме пети сме во Европа од Европската унија, тоа кажано. Според економија Билјана тоа го знае повеќе. Doing business тоа не е ниту наше, ниту да речеме на светска банка. Пети во Европа и 10-та најдобра економија во светот. Тоа е тоа. Значи можам само да кажам, можеме и му пречиме некому. Добро, патриотизмот е едно прашање, она што телевизија Нова го правеше во изминатите 14 дена колку што траат протестите низ Македонија е друга работа. Тоа беше најпрофесионално известување од случување на настан и тоа веројатно некому му пречи, што СЈО токму во овој период го активира случајот Труст. Затоа уште на почетокот реков не е ни случајно ниту намерно. Но специјалното јавно обвинителство си има своја агенда и добро си ја прави работата. Мене повеќе од друга страна ме нервира лицемерието, односно одговорот на оние кои поинаку реагираа во едно друго, малку по минато време од пред неколку години. Тие кои беа најгласни кога инспекторите, истражителите, обвинителите истражуваа некои други медиуми, сега молчат и ликуваат. Зборуваш за искуството во еден телевизија. Би се надоврзал малку и на она што го кажа Зоран Богатинов, дека лично тој како Зоран Богатинов немал непријатно искуство, но јас ќе те потсетам дека како дел од македонската радиотелевизија, од информативната програма, каде си со години, имаше едно непријатно искуство кога како дел од таа редакција беше посочен од лидерот на опозицијата како непријател број 1. Значи, ќе ве потсетам на изјавата на Зоран Заев, дадена во ноември 2016-та. Кога ги подели новинарите на професионалци и туку вака рече. Поголем непријател од СДСМ поголем непријател за ВМРО ДПМН, поголем непријател од ВМРО ДПМН за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се медиумите. И ги наброја Сител, Канал 5, Дневник и Македонската радиотелевизија. Пазете, јавниот сервис, државната телевизија. Човек кој претендира да биде државник, во тој момент лидер на политичка партија од опозиција, сака да стане и прогласува непријатели во медиумите. Каков би бил одговорот на членовите на СДСМ, на нивните фанови, нели ке не, ако лидерот нивни вика вие сте ни непријатели, па нормално е да очекуваме напади на улици и да не навредуваат и на Facebook да добиваме закани.
Значи ти беше како дел од МТВ Јас нападнат кажав во само таа сум ситуација. доживеал различни политички клинчови и од тоа немам никаков проблем. Оној што не можам јас да го спречам Заев или Груевски или било кој да каже нешто да изјави. Јас не сум тој. Јас сум го учел новинарството и во Америка и во Луизијана, каде што кажа една професионалка од Вашингтон, полковник, кажа дајде му ја инката, односно микрофонот на политичарот, ќе се дигне во небеса или ќе падне, ќе се струши. Може да кажеме во оној момент кога го кажал тоа, било кој политичар, дали е Заев или не знам кој, знам дека го кажа тоа, сам удира по своето. Знаете, Како сам удара? Јас сум лидер на политичка партија, но видам дека сте вие дел од некакво здружување. Знаете што, јас можам да кажам за вас дека вие не чинете. Како вие Дали сте? ќе ми верува луѓето? Може да ви кажеме, Вие сте државничката телевизија. Вие имате член во закон. Јавен сервис. Па јавен сервис, баш затоа што се грижите за јавниот интерес на граѓаните. Јавен интерес, знаете колкав член стои во закон. Знам, ама Зашто све се грижи и вас ве напаѓаат и сега вие као па добро, сега може за мене секој да каже нешто, како може да каже некој? Требаше да искочи цело МТВ и пред Бихачка. Не реков тоа, ама немојте така се. Гледаме колку жестоко во Америка реагираат медиумите кога се Или штрајк прави опозицијска партија, кој што ја тоа сум бил член, ама не отидов, затоа што за мене тоа нонсенс, им правеа штрајк пред Цител телевизија. Имате политичка партија која што каже од Цител правеа и пред македонска телевизија. Македонската башка. Додека бевме и ние дел од Немојте така. Значи имате политичка партија која што у кулуари, значи не сме од планина симнати па се нешто збориме за медиуми, ние сме у кулуарите. Вика вака, од Цител, прв иде Латас, па Ивона, па Цаци, па Сарма, ќе ги апсиме одма. Значи ја тоа не го измислувам, тоа ни го зборат, им се закануваат на луѓето. Опозицијскиот лидер уште пред 2 години ги подели новинарите во таа изјава, рече дека има професионалци директно напаѓаат. Заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз ја изнавреѓа вашата сопруга, моја колешка од Канал 5. Значи една работа ќе кажам. Не треба да ги штедиме, не ги штедам, зашто ги Значи штедам? една работа ќе кажам, да знаете тоа. Ако некој паднал под нивото, ние нема да дозволиме да одиме исто и да паднеме под нивото. Не, извинете. Не може. Значи мора кога се гради нешто, се гради цел живот, а не да се не да се сроза. Арсова, во петокот представувајќи програмата, лидерот на СДСМ Заев рече дека во точката 12 ќе ги реформирал приватните медиуми врз основа на извештај кој што ќе му ги доставеле невладините. Значи потсетувам, пред 2 години првиот човек на СДСМ ги подели новинарите на професионалци и предавници. Во петокот, кога Заев ја промовираше така наречената владина програма, во точка 12 вели ќе ги реформира приватните медиуми врз основа на извештаи кои што ќе ми ги достават невладините. Дали е ова директно мешање во политиката на приватните телевизии? Морам да ве поправам. И не само медиумите, туку и целите наставни програми за новинарите ќе ги реформира. Само да ве подсетам. Многу мал дел од оваа програма се однесува на медиумите и многу нејасен. Се обидов да дознам повеќе преку пребарување на интернет што точно планира Социјалдемократскиот сојуз да направи доколку ја формира едната влада. Она што ми го привлече вниманието е најавата дека ќе се направат реформи во медиумите врз основа на конференцијата предлози за итни демократски реформи. Па се обидов да побарам која е таа конференција, да всушност беше именувано и како Blueprint, се работи за некој настан од десетина невладини организации кои што се случил во еден скопски хотел пред парламентарните избори, од кој што произлегол одреден документ кој што дава сугестии на неколку страници како медиумите треба генерално да изгледаат, меѓутоа тоа се сугестии повеќе како извадени од некое упатство од фотокопирница за новинарство. Меѓу тие организации нема ниту една релевантна организација која што се занимава со новинарство и со медиуми. Значи, ние сега имаме предлог владина програма во која се повикуваме на конференција која траела 1 или 2 дена во Скопје и на која одредени невладини организации кои не се занимаваат со медиуми даваат предлози како новинарството треба да изгледа. Тоа не делува баш сериозно како најава за тоа како треба и како идната влада би се грижала за медиумите и како би придонела за подобрување на квалитетот и стандардите во новинарството. Загрижувачки по мене е тоа што се најавува укинување на радиодифузната такса за македонската радиотелевизија. Јас не сум експерт за финансирањето на МРТВ, меѓутоа
не сум видела ниту еден релевантен извештај кој што вели дека таквата промена во начинот на финансирање ќе обезбеди поголема независност на јавниот радиодифузен сервис. Претпоставам дека вие двајца имате можеби повеќе знаење околу тоа. Имаш уште една точка која што заслужува внимание, а тоа е најавата дека владата ќе ја преиспита регулативата која се однесува на медиумската концентрација и медиумската сопственост, која што отвара дилеми дали идната влада има намери дополнително да прави интервенција во она што значи сопственост на приватните медиуми. Супер да го направи тоа, ја ви гарантирам најпрофесионално, значи со сето моје знаење 24 вести Телма телевизија задутре се затворени. Зошто, Виктор? Нека пробаат да го направат тоа. Озбилно го зборам се. Добро, зошто го мислиш тоа? Кога ќе им ја провериме како им се движела сопственоста, многу ќе се радуваат. Имаш повеќе информации што можеш да ги споделиш со Не, јавноста? јас ќе зборам кога ќе дојдат господата од Blueprint. Јас не сакав да земам збор, меѓутоа са више кога ме прашувате. Значи ова е ретроспектива. Значи ја дојде некој СДС на власт, одма вика ца невладиниот сектор, реков нема да го споменам господинот, одма прават некаква екипа на некакви експерти кои што немаат ништо заедничко со медиумите, немаат ни разговор изведено, значи што значи новинарство, како тоа иде, што значи столица во студио и така натаму. И после тоа ќе мора вие да се реорганизирате како медиуми за да им вратите, значи они ќе потрошат стотици илјади евра и ќе се најдат повторно некакви луѓе како што сум бил јас и една мала екипа и во рок од 4 сата ќе им го видоизмениме целиот закон у 60% за да можеш да дојдеш во стабилни рамки, затоа што ќе изанализираш 39 закони во Европа и како се тие нивните по кои правила се движат. Многу морам да кажам дека сите тие невладини организации претпоставам дека прва реченица кога зборат за реформи во медиумите, прво е вика, види BBC. Вие знаете ли што е Британија? Прво не разбираат. Значи на нас најсоодветен пример може само да ни биде ЗДФ и евентуално АРД. Значи како структура на однесување на јавни сервиси и како структура на однесување на самата држава како се однесува кон медиумите. Што се однесува до радиодифузната такса, тука бидејќи јас ги пишував тие члени, се слагам со тебе дека треба да се наплаќаме невозможно. Бидејќи многу подобро е да се плаќа од буџет, но тоа е заради финансиска стабилност. Иначе се слагам дека е директно мешање во уредувачка политика. Тука јас не можам да навлегувам во тоа, бидејќи тоа е генерална политика и таа треба на повисоко ниво да се издиференцира. Она што можам да го кажам, што се однесува до некои работи, пак ќе кажам дека комерцијализацијата на информацијата во Македонија донесе до оваква ситуација. Знаете што, контролата со комерцијализацијата на информацијата почна да запаќа стрампатица на ова или на оној начин. Тоа е. Втората работа е што е многу битна. Ќе се навратам малце на разговорот претходно. Значи во новинарството, значи кога ја примаш информацијата, има различни удари од сите страни. Значи треба да бидеш маж или жена, има денеска жени што се повеќе мажи од мажите. Значи треба да се прифати, нашето не е да изреагираме во моментот и да се караме и да внесуваме смутови и така натаму. Нашето е да ја купиме информацијата и да му ја принесеме на човекот, на реципиентот од другата страна на екранот. Тоа е многу битна работа. Тоа кој го знае, го знае. Кој не го знае, ќе остане врзан со оваа политичка или со онаа политичка партија, независно во моментот. Независно. Дали ова партија на власт или таа партија на власт. Треба да се издигнеш на ситуацијата кога ја лиферуваш информацијата. Тоа е многу битна работа. Горан, долги години беше и во А1 телевизија, која што се соочуваше со различни видови на притисоци. Знаеме како заврши целата таа приказна, но знаеме дека тогаш новинарите беа многу силни и сплотени, барем внатре во медиумот. Да, за жал останавме сплотени само ние внатре, што бевме дел од таа легендарна новинарска екипа на телевизија А1. А1 во свое време беше најпрофесионалниот медиум. Ја и денес велам дека е многу штета за државата што А1 повеќе не постои, бидејќи со урнисувањето на А1 како институција која имаше голема доверба во 2011-та почна целата криза наваму и урнисување на сите институции потоа.
и што ми ја спомнавме веќе А1 сега од друга страна, па од оваа перспектива ми е многу криво што тогаш другите колеги од другите медиуми наместо да застанат до нас и како онаа приказната со евреите кога нацистите ги пакуваа во камиони и ги собираа сред ноќ, соседите молчаа, па молчаа една куќа кога дојдоа нацистите, молчаа во другата куќа, на крај кога останаа уште неколку куќи ги собраа и тие молчаливите, не реагираше никој. Така и ние бевме прилично осамени таму во таа битка. За жал се вмеша политиката, застана политичка партија зад нас и мислам дека тоа дополнително ја искомплицира работата. Наместо да застанат новинарите да бидат поединствени, ако таа битка тогаш новинарска ја добиевме, сега ќе бевме посилни. Од оваа перспектива пак сега ми е криво што најгласните тогаш што беа со мене заедно, сега се истите што ликуваат, молчат и се ситат на ова што се случува сега по другите медиуми. Значи, ако истражители, обвинители, управа за јавни приходи влезе во еден медиум, тоа е притисок. На еден или на друг начин. Директен како што или рече индиректен? Грозданов, ако го уапсат Кочан, нема кој да даде плата утре и телевизијата ќе си сноси последици. Лицемерието зазема огромни граници, тоа што најмногу ми смета. Зошто тие новинари кои го поздравуваат говорот на омраза, односно не гледаат говор на омраза кога одредени колумнисти повикуваат на атентати или на не знам што, гледаат говор на омраза кога Владо Јовановски, нашиот најпознат актер, еден од најпознатите актери, ќе рече дека му мириса, односно се плаши да не има војна. Зошто кога Тони Михајловски ќе цитира од Буре Барут, ќе напише цитат од Буре Барут на својот Facebook профил, ќе биде нападнат дека шири говор на омраза, а кога некои други пишуваат колумни, повикуваат, кршат на крајот на криштата во институции на шарената револуција, се охрабруваат. Зошто кога еден владика излегува на протест на шарената револуција и се слика со јавните обвинители, е херој, а кога друг владика во друг град вели дека ја поддржува идејата на председателот Иванов да не се даде мандатот заради заштита на унитарноста на државата, тоа е скандал од големи размери за Македонската православна црква. Или е скандал кога секој владика се меша, или не може да биде скандал за едни, а да не биде скандал за други. Очигледно. Па би се надоврзал овде и на она што го кажа Зоран Богатинов во однос на МТВ, не само на она нападот врз, односно прогласувањето за непријатели број 1 на главните медиуми во земја од Зоран Заев. Под негова палка, односно на негов предлог, во Пржинскиот договор, односно во анексот од јули 2016-та, беше договорено цензорско адхок тело, беше договорен уредник со времен мандат, со сета почит на колешката што ви беше уредник во ОДА, но зошто уредникот што конкурирал на конкурс по нашето заминување од МТВ во јануари лани е помалку професионален, односно помалку политички издевалвиран од некој што е директно посочен од политичка партија. Значи, за столе? Збориме за нашиот колега Стојан, кој што најпрофесионално си ја вршеше работата и немаше потреба од такви политички... Зборувам за двојните аршини, зборувам за врвното лицемерие. Имаше совршени извештаи во предизборието кое не заврши со избори. Точно. Да. Зборувам за сите небулози што ни ја доведоа професијата на ова дно на кое се наоѓаме и со години не можеме да го допреме дното и паѓаме надолу. Сега јас и сите ни се ситат и ни фаќаат кусур, не критикуваат, а не се обидуваат да застанат, односно и затоа мислам дека додека политичарите се гледаат низ нишан, ќе биде вака и долу во новинарството. И затоа мој предлог е, ако смеам да завршам мислата, најдобро решение за оваа криза, можеби подобро и од нови избори и од нова влада, би било широка коалиција. Кога ќе стивне гневот, говорот на омраза на највисоко ниво, мислам дека ќе се стише и на пониско ниво. Ќе ми дозволиш, Грозданов, само уште еден виц, со тоа ќе завршам. Од преска сакам да го кажам. Во контекст на ова што го зборував досега, како небулози што ни упропастуваат професијата. Владата, која би ја предводел Зоран Заев, ќе направила реформи во медиумите и ќе направила професионални медиуми. Како? Крај на виц. Мислам дека се... Сакам само да се надоврзам, ако може. Малку извини, сега малку сум повозрасен, само малку, не многу. Со сета почит. Да, значи јас кажав уште пред 5-6 години на еден колега, пријател, да речем, ајде се познаваме уште од македонската телевизија, во новинарското здружение, тогаш не постоеше МАН, кажав дека треба, тоа е можеби некоја проформа идеја, да се направи новинарска лиценца, како што ја имаат адвокатите, како што имаат лекарите и така натаму. Знаете, ние имаме една функција општествена одговорност. Многу важна работа е. Тоа нема врска никаква со комерцијализацијата на информацијата.
Значи, општествената одговорност, кога ја лиферувате вие информацијата, кога ја пуштате во етер, таа информација не е комерцијализирана, таа има и општествена одговорност, затоа што вие го месите јавното ткиво. Вие кај луѓето провоцирате да се однесуваат на овој или на оној начин. Ако биде со говор на омраза, уште повеќе. Тоа е. Затоа зборување во овака едно неформално, со колегата му реков за лиценцата, ми рече, вика, во нашето новинарство е готово, мртво е. Јас кажав, ако си таму негде некоја функција во ЗНМ, поднеси оставка. Затоа што тоа не го кажува никој, дали беше председател или подпредседател. Знаете, тоа сакам да го кажам, дека ние треба да се избориме. Дали ќе биде, на тоа е па исто една идеја, затоа што гледам напред, ако може некоја визија да се даде. Значи, дали ќе биде меѓународно жири, дали ќе биде некој, да речеме, 9-10 луѓе од дома собрани прва, втора категорија, трета категорија, не може секој во професијава да влегува. Мора на овој или на оној начин да знаеме на кој начин ќе се правно ќе се однесуваме. И тој кој ќе дојде директор или директор на програма, кој ќе не види за кого станува збор, дека имаме некој што се вели багаж позади нас, тогаш поинаку ќе реагира. И затоа ни се случува нас, на некој си демонстрант, овој или оној да изигра така како што некој ќе изигра, и кога веќе нема контрола, пуштена е колата. Ги спомена можните нови тела. Јас ќе го споменам тука и адхок телото, да подсетиме дека ова не е прв удар врз телевизија Нова. Во континуитет, додека не мониторираш адхок телото, ние и уште неколку други модеуми и Сител телевизија имавме многу казни за неосновани беа. Буквално неосновани, без аргументи. Тоа беше за некаков тон во дебата или за, не знам, пласирање на веста со поинаков став на уредникот водител. Тие беа многу паушални, но сепак беа казни за телевизија Нова. А да подсетам дека секогаш уредно сме ги канале представниците од страна на СДСМ, многу покани и јавни имаме упатено до лидерот Зоран Заев, кој се уште не го посетил нашето студио, а можеме да го видиме секојдневно во останатите конкурентски телевизии. Знаете како? Адхок телото, значи го направија во некаков политички договор и ги вметнаа новинарите, бар за тројца можам, сум 100% сигурен, да не ги именувам, без разлика кој од каде дојде, кој што им викам, вие сте тука да изигравате джелати на нешто што го утврдува стручната служба. На господин Цветин Чилиманов, може да го викнете во емисија, каде што точно му прецизира кој од стручната служба, што точно ќе му прави и како точно ќе реагира. И така искочи. И затоа сте вие таму казнувани. Да не мислите дека Горан Трпеновски ве казнуваше затоа што нема што друго да прави во животот. Не, по налог на СДСМ, самиот го призна тоа пред членовите. Значи, не. Вака да ви кажам сега. Тоа е најголем... Ја ве разбирам вас. Немам намера да го бранам мојот драг пријател Горан Трпеновски, меѓутоа ви кажам како иде тоа. Има стручна служба која што гледа што се случува. Прави мониторинг, прави мониторинг. Таа гледа и на свој субјективен пристап. Значи, не зборам ја за Емилија Јаневска што раководител. За тие внатре што се. На свој субјективен пристап кажува, аха, добро, Сител ќе го казнам, сад тебе нова ќе ја казнам, добро, 24 вести вака ми се окей, Телма знае са, мора малце демократи, они така си размислуваат. Демек сега до сега било све затворено, сега малце они као пуштаат и вие добивате казни. Казна да дојде до Горан Трпеновски. Он може да каже, ја не дигам рука, не казнувам, за кое што не знае дали може утре да одговара или да не одговара, бидејќи немаше деловник што значи тоа адхок тело. Тоа е најголемата глупост од сета стручна литература што сум ја прочитал. Не ми се веруваше дека го направија тоа. И затоа сега ќе зборам вака. Ја Виктор Грозанов. Значи 3 години анализирам што се случува. Во Македонија мора да се сменат 11 закони кои што ве тангираат сите вас. Од закон за облигациони односи, од закон за работни односи, до ДДВ, до персонален данок и така натаму, и на крај кај што медиуми и што значи водител, што значи модератор, например, има директори телевизиите, не знаат што е модератор, ме разбирате, не знаат што е... Ке се вметна ова во Blueprint? Да. Има и такви што немаат поима
што се случајни Добра, играчи. ова е добар разговор. Ова е она што и одиме кон решение. Така секојаш да се дават опции. Има луѓе кои што стварно знаат да напишат. Дали јас тоа ќе го кажам како Виктор Грозанов или ќе истапам со некој друг, тоа е веќе сега мислам да не си правам сега тука некаква програма моја. Последна пауза за реклами Добре. и ќе ја заокружиме вечерашната емисија со моите колеги уредници и новинари. Последни поенти во отвореното студио на телевизија Нова дебатираме за состојбата во медиумите и атакот врз нашиот медиум, врз телевизија Нова. Начинавме многу теми и дилеми. Горан сакаше да се надоврзеш врз полемиката на Дебатата за Да. адхок телото како цензорско или и оно што го спомнавте вие како ТВ Куќа Нова, што постои година и еден месец и која упатила неколку покани. Колку сте го канале? Поставам лидерот на СДСМ Зоран Заев. 4-5 покани имаме упатено, директни контакти, мејлови, се тоа ни е Да, и јас се обидов во мојата и во писмена комуникација. емисија да поканам представници на СДСМ на почеток, потоа и кренав раце се откажав бидејќи забележав, односно видов дека тенденциозно не одбегнуваат, не сакаат да ни дадат кредибилитет или не знам. Но па тоа не држи затоа што сум читал интервјуа на петпарачки портали како што сум ги викал од видни членови на СДСМ. Така што јас би прашал што очекувате од лидер на опозиција кој прогласува непријатели меѓу медиумите, како ќе се однесува кога ќе дојде на власт? И како лидер на опозиција кој вели дека еден главен постулат е транспарентноста, а не нашол време, односно не нашол за потребно, година и пол, година и нешто да дојде на телевизија Нова на интервју. Еве и отворено ќе му упатиме вечерва покана, кога ќе најде слободно време и кога ќе може да дојде во студиово и отворено да дебатираме за неколку прашања, иако неколку мина негови колеги од СДСМ присуствуваа на нашите дебати, но потоа дали има наредба или некаков став да ја бойкотира. Но за поздравување, секоја дебата е за поздравување. Точно, дебатата економска со Толку многу Кирен Алмов и недостасуваше. Соминовски и Оливер Антонов и Оливер Спасовски беа на вистина добри дебати. Беа и уште се зборуваат и дебатата е за секоја поздравување. Така е. Да, би било добро да имаме што повеќе такви примери. Во изминатиот период може да се каже дека има одредени чекори кои не водат кон целта, а тоа е нели што попрофесионално и што поцелосно да се информира за состојбата. ТВ Нова со 3 или 4 дебати, сега не можам точно да се сетам колку беа во предизборието, беше еден голем исчекор напред. Телевизија Сител отстапи простори во самите информативни изданија и надвор од тоа. Оставивме простор за одговор на одредени дилеми кои што постоеа кај јавноста, како што беше интервјуто со евроамбасадорот Симеош Богар во момент кога сите исчекуваа што ќе биде со извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија. Така беше простор отстапен и за интервјуто со американскиот амбасадор Джес Бейли во период кога беше под постојани напади за неговото работење овде. Така е и постојано со нашите обиди да обезбедиме втора страна, да обезбедиме и друго мислење по однос на темите кои што се работат. Јас искрено се надевам дека ќе созрее ова кај политичките партии, дека ќе престанат да гледаат на медиумите како на своји непријатели и дека ќе почнат да бидат што поотворени и дури кога ќе дојдат на дебати, да не доаѓаат како на дуел со новинарите. Затоа што сепак ние не сме тука за да се конфронтираме со нив, туку да ги поставиме прашањата за кои што јавноста очекува одговор. Така е, на кои што треба да одговорат и тука сакам да споменам дека во неколку наврати беше на студиски престој во Соединетите Американски држави, а директно известуваше и од изборите во САД. Можевме да ја видиме и ние од тука пристрасноста на CNN во информирањето. Мислам, тие навива дефинитивно за Хилари. Како тоа да го гледаме од македонски аспект? Во САД бевме заедно со екипата на ТВ Нова. Беше и тоа еден од позитивните работи во македонската медиумска сфера кои што ги направија Сител и ТВ Нова и уште неколку медиуми. Мојот впечаток и таму за време на нашиот престој, меѓутоа и следејќи ги работите и од Македонија, беше дека на овие избори во Америка како никогаш претходно се виде на поделеност и пристрасност на медиумите за едната или од другата страна. Оно што го коментираш ти, Билјана, го покажува и едно истражување после изборите, вели 9 од 10 републиканци се убедени дека
најголем дел од медиумите биле пристрасни во полза на Хилари Клинтон. Очигледно дека и најголемите телевизиски мрежи известуваа повеќе за Хилари, дел пак од нив во оваа постизборна дебата велат ние само известувавме онака како што е, не можевме непотребно да му отстапуваме простор на Трамп. Ако се сеќаваш, бивме заедни на една средба со еминентни американски новинари кои што коментираа дека ова што на овие избори се случи, вокабуларот кој што се користеше во медиумите во Америка не бил забележан никогаш во историјата на САД, и дека после овие избори и медиумите во Америка ги преиспитуваат својот начин на работа, особено сега кога има претседател кој што и отворено ги квалификува кога пишуваат онака како што е непрофесионално, кога не е согласно со стандардите, така што можам само да кажам дека американските избори отворија на глобално ниво една дебата за тоа како медиумите да известуваат попрофесионално, но и политичарите да се научат да бидат поотворени и позрели кога станува збор за критика од јавноста. Може да се надоврзам 30 секунди? Може секако. Да се Рече дека најмалку време да се оправиме прво ние овде во Македонија, пак и ги оправиме американците. Тие како треба да ги известуваат, следиме нивните примери во секој случај. А може и ние ќе извеземе малку ум и пракса. Се шалам. Сакав да кажам, да се надоврзам на тоа дека исто колку што ми пречи што представници на СДСМ малку или ретко доаѓаа на дебатите на ТВ Нова, еднакво ми пречи и што функционери на ВМРО ДПМН до неодамна, сега последнава недела не е така, ја ги бойкотираа дебатите на Телма, например. За поздравување се и отворените дебати на Телма, во која кога се канат во ситуации кога се канат представници на ВМРО ДПМН, столчето е празно. И тоа исто така страшно ми пречи, бидејќи демократијата е нели она соочување и борба на аргументи и ставови, во согласно на она што го кажал Волтер. Не се согласувам со твоето мислење, но ќе направам се, ќе се борам до смрт да имаш право да го кажеш. Дефинитивно. Грозданов, да ја сублимираме вечерашнава емисија со уште 2 поенти од тебе и од колегата Богатинов. Дали со оваа чистка што се најавува во медиумите, може да очекуваме дека некој сака побрзо да наметне тиранската платформа? Јас пред малку ви начнав дека доколку трнеме во собственичката структура на две телевизии, нема да ги споменувам, дека ќе имаат сериозен проблем во програмата на СДСМ. Значи, нападот врз вас воопшто не е случаен, затоа што вие сметате на еден од медиумите. Вие не сте прв информативен медиум, вие сте втор. Но имаме вести на еден час и е малку поразличен концептот од тој медиум кој што го споменуваш. Можеме да кажеме дека сте поактивни, да бидеме поштени. Да бидеме поштени. Меѓутоа им сметате на одредена екипа, која што се замислува дека е вториот А1. Значи, така они си се борат. За еден случај можеме да збориме со многу сериозни аргументи, каде што јас и денеска зборам дека Велија Рамковски ми е личен пријател, а другарите од СДС може да напишат во програмата дека ќе ги амнестираат, односно дека ќе му укинат затворската казна на господин Рамковски, дека ќе ги амнестираат сите што непотребно беа во затвор. Тоа е мој личен став. Богатинов, каде го гледате и продолжи, ајде. Уште 20 секунди. Дозволам. Јас ги замолувам сите колеги да почнат да разговараат за бизнис, новинарите да се разговараат за новинарство, за свој права, како ви кажат, за комерцијална информација. Ако дојде информација од јака што зијам 500.000 евра, а ти имаш сигурна информација дека извршен сериозен криминал, веруваме дека сериозно ќе се разделиме во мислењата и како ќе ја пренесеш информацијата. Тоа е нормална работа и викаат вака. Директорите влечат на своја врата, новинарите влечат натаму и негде ќе се најде вистината во средината. Тоа е нормална работа. Значи, нема идеално општество. Толку. Богатинов, каде го гледате излезот од оваа ситуација во која што се наоѓаат медиумите во Македонија? Се споменува многу реформи, наместо решение, клопчето се повеќе се заплеткува. Па сега можам да споменам само една ситуација. Јас повеќе работам со факти, не работам повеќе со мислења и така натаму, со ефемерни површни ставови. Значи, еве го фактот што се случува во моментов, малце една ретроспектива, што се случува, да речеме, со настаните. Имавме шарена револуција, каде што дојдоа сите медиуми од страна и така натаму, од странство. Ја следеа шарената револуција. Овде имаме сега демонстрации за заедничка Македонија, нема странски медиуми веќе втора недела. Значи, еве ви го прашањето сега за сите. Јас ги гледам фактите само.
Тоа значи дека овој притисок се јавуваат тие двојни аршини и надвор од нас, така што тоа е притисок. Чим има медиумски притисок, знаете, медиумскиот притисок праќа некоја медиумска порака. Треба некој да биде доволно паметен да ги разбере работите. Што не значи дека треба ние да не бидеме честни, да бидеме одговорни, да застанеме зад државните интереси и така натаму. Значи, нас ни направи комплетна мешаница, да речеме, она што се појави, да речеме, од соседна земја за време на поизборите, фактички. Беше пласирана на 7 јануари. Не велам дека некој од албанциве што се во Македонија, јас ги кажувам дека се тие сите македонски државјани само од албанско потекло. Значи, не велам дека не се за таа работа. Меѓутоа, нас ни направи на политичката сцена, па тоа се рефлектираше и врз новинарството, врз известувањето, ни направи комплетна мешаница. Знаете, и ние сега во овој случај имаме мешање, како што рече и председателот, мешање од страна, да речеме, во внатрешните работи, што е недозволиво од една држава, од друга страна сакаме да ги искристализираме работите, бидејќи имаме луѓе од албанската провиниенција и политичка и не знам исто така етничка имаме во Македонија. И сега како, каде е решението? Ајде кажете ми. Они велат дека тоа треба да се направи. Ние велиме дека ние имаме мајоритет и дека тоа не можеме да го дадеме. Тоа е. Значи, имавме прво Охридски договор. Тоа е 2001 година. Имавме член, мислам дека е трети, каде што вели дека со политички нема веќе воени средства за политички цели. Никој не кажа дека нема да има политички цели со политички средства, нема да се стигне до политички цели. Меѓутоа, факт е дека треба секој да малку да поработи на интеграцијата во ова општество. Знаете, тука постои лојалност. Еве денеска имав пријател од Германија дојде. Сопругата ја зема за во Германија. Таа ќе учи една година германски, историјата ќе ја учи и дури тогаш ќе добие зелена карта, ако добие. Знаете, сепак ние треба да се интегрираме во општеството со комплетно почитување на правата на малцинствата. Меѓутоа да ви кажам, тоа и во теоријата на војните го има. Не постои борба за човекови права, постои борба за територија, што е многу опасно. Некој да му накалеми на некоја од партиите што се, да речеме, сега во овој момент да бидат, да речеме, против оваа држава и така натаму. Знаете, веќе навлегуваме во терминот за вести, ако имате поштедна реченица и ја завршуваме вечерашната емисија. Поштедна реченица за темата на вечерта, за која не повикавте, да, тоа беше притисокот врз телевизија Нова со налогот за притвор за сопственикот Сеат Кочан. Јас исто така ќе го спомнам како врвно лицемерие, оние кои најгласно вриска и свирка против одлуките за притвор во некое минато време. Сега најгласно аплаудираат за на одлуката на Кривичниот совет да се активира мерка притвор за сопственикот, а не како што досега и како што треба да биде согласно сите конвенции за човековите права, дека притворот треба да се користи само како мерка на превентива, на предпазливост, а не и како мерка на казнивост, односно да не биде тоа казна, туку да биде само мерка на превентива. Ако нема опасност да се повтори делото, ако нема опасност да се влијае врз сведоци, а нема, бидејќи знаеме дека СЈО ги одредува вештаците во некоја тајна процедура и јавноста не ги знае вештите лица кои би работели истрагата, сопственикот нема шанси, односно осомничениот нема шанси да влијае врз истрагата и затоа не би требало да биде во притвор, бидејќи притворот е крајно нехумана мерка. Се заблагодарувам за учеството во оваа дискусија. Искрено се надевам дека телевизија Нова ќе продолжи на истиот начин да функционира и дека сето ова ќе биде само еден предизвик кој сте успеале да го надминете и дека после ова ќе бидете уште посилни и помотивирани и дека и понатаму ќе се борите за достигнување на врвните стандарди во новинарството за кои што се залагавте во изминатиот период. Ти благодарам. Треба да се даде. Пред се хајде сега ви посакувам да успеете во тоа што ќе биде, да обстанете на пазарот, значи како медиум, а иначе порака до сите оние кои што се напаѓаат во овој момент, да сватат дека станува збор за сериозно изрежиран план, значи точно знаат што прават, точно знаат како напредуваат
И јас можам само ви кажам дека ќе биде сериозна тепачка. Почитувани колеги, гости, драги интелектуални новинари и уредници, ви благодарам што вечерва се озвавте и што еве час и половина можевме отворено да дискутираме и да дебатираме за состојбите во медиумите и во земјава. На нашите почитувани гледачи ќе им порачам дека телевизија Нова ќе продолжи да работи, да информира онака како што тоа го правеше и досега. Професионално, брзо и навремено. Гледате вести на телевизија Нова на секој час, а секоја вечер дебатни емисии. Останете со нас.